Се враќаме во студио и ќе го продолжам разговорот со мојот гостин за денеска, господинот Панде Петровски, жири председател на жири изложбата, државната изложба Народна култура како трајна инспирација во моето творештво, која што во моментов се реализира во Центарот за култура во Битола. Ви посакувам добро утро и навистина ми е огромно задоволство што ја прифативте поканата и вака да можеме да зборуваме повеќе на оваа тема. Благодарам и вас за поканата, за поздравите. Јас се наоѓам првпат во ова студио, за разлика од други телевизии, затоа ја користам оваа прилика и да ви честитам. Благодарам. И да ви посакам во иднина многу успешна и трајна работа. Да, точно, јас ја водам жири комисијата уште од основањето на воспоставувањето на ова изложба, некаде во точно не некаде току 1975 година, значи втората половина на минатиот век, и само 4 години после воспоставувањето на фестивалот Илинденски денови. И тогаш во тие први години секоја година изложбата имаше посебна тема, например народната носија или да речеме ракотворбите, предметите за секојдневна употреба, ткаенините, одбележувањето на некои празници, слави и така натака. Меѓутоа се виде дека сепак после 5-6 години така, дека сепак ќе биде податно, побогато, ако учениците не се ограничуваат само на една тема, затоа што сите тие мотиви припаѓаат на таа народна култура и се предложи да секоја година биде таа заедничка тема. Морам да спомнам тука слава му на тогашниот директор Кире Танчевски, тој ја предложи таа тема и еве до денес, вчера ја отворивме 41-та поред, секоја година го носи истиот наслов Народната култура и фолклорот како трајна инспирација во моето творештво. И од почетокот до денес таа се остана републичка, односно државна, и на истата учествуваат, земаат учество ученици од основните училишта од цела Македонија и од предшколска и од школска возраст. Така што интересот е доста голем. Секоја година доделуваме награди, доделивме и оваа година и јас би сакал и околу тоа после да поразговараме. Секако. Бидејќи сега нели доаѓаат нови генерации, ако се земе факт од 75-та година па се до сега, што се нема поминато и секакви не цртежи. Што преовладуваше оваа година? Кои мотиви беа најактуелни? Видете, да, ќе кажем нешто повеќе и за мотивите, меѓутоа јас чисто заради колегијалност би сакал да кажем дека во жири комисијата пропуштив беа и колешката Весна Дунимагловска, како и историчарот на уметноста Блаже Павловски од Центарот за култура, а како соработници секоја година земаат учество Валентин Соклевски и Љубе Станковски. Тие се, мислам, носителите на целата оваа изложба. Инаку, и оваа година, за наша среќа,
кога велам за наша среќа, мислам и на организаторот и на жирито. Имавме доста масовен одзив, над 70 училишта за да учествува со своји колекции и не само тој квантитет, туку на вистина и квалитетот го задржа нивото, кое што и досега беше доста високо, не само со мотивите, разноразните инспирации, а тука токму заради тоа можевме да сретниме и селска свадба, да речеме, и жетварка, и водарка, и селска одаја, одбележување на разни слави, да речеме, Великден или фрлањето на крстот, беше на неколку творби обработено. Иконографијата исто така влегува во оваа тематика. Значи, не можат дури да се набројат колку се интересни мотиви можевме да видиме, а тоа шаранило од мотиви. Исто така беше дополнето и со мноштвото на техники и материјали кои што учениците ги користат во изработката на нивните ликовни творби, кои и по формат се од најмал формат, да речеме од А5 до А1 формат. Се користат не само стандардните техники и материјали кои што се употребуваат на часовите по ликовно воспитание, туку се користат заради разни ефекти и разни други индустријски природни материјали, заради што вистина изложбата, не знам вашиот впечаток, верувам дека и на сите делуваше доста раскошно. Интересно. Колкава е сработката со основните училишта од Битола? Бидејќи споменавме дека е републички овој надпревар, но сепак менете, најмногу ме интересира за Битола и регионот околу. Колку тие се одзва на конкурсот? Морам да кажам дека јас од секојаш очекував, точно затоа што е во Битола, да биде најмасовно, односно да учествуваат сите ученици, затоа што не се врзани тие со транспорт и така натака, како што тој проблем го имаат други училишта од други градови, од други села и така натака. Секојаш по некој училиште не се јавува, не знам зашто, веројатно, тоа зависи и од самите наставници. Со промената на кадарот исто така тоа се чувствува, но јас нема да кажам кој не учествува, но би сакал баш да кажам од нашиот град, од нашиот регион, кој учествува. Секако. За да биде тоа стимулативно, се извинувам што морам да употребам и научарите. Тука се во каталогот од нашиот град училишта Гоце Делчев од нашиот град, понатака учествуваше Кирил и Методи со своја колекција, две Коле Канински, Крстен Мисирков од Бистрица, Ателието Солак, за прв пат тоа е сега формирано од нашиот град, Тодор Ангелевски, Александар Турунџев од Кукуречени и Кочорацин од Ивањевци Могила. Браво за нив. Браво за нив, да. Дали има освоени награди? Молим? Дали има освоени награди? Да, има освоено награди. Сега за наградите, вака да ви кажам. Значи, жири комисијата редовно, тука нема промена во критериумите, во пропозициите заправо, доделува специјални награди
на училишта кои што 4 пати со ред континуирано постигнуваат најдобри резултати и тие добиваат и плакета. Играорец покрај дипломата. Ова година тоа се училиштето Гоце Делчев од Неготино и најинфрашери од Тетово. Тоа се највисоките награди. Потоа има 10 рамноправни награди на училишта и нивните ликовни педагози се разбира за најдобра колекција. Тука имаме од Битола Кирил и Методи, Даме Груев и Кочорасин од Ивањевци. Што мислиме добро во ваква една конкуренција. Но исто така имаме награди и за ученици, поединечни награди за најуспешни творби. Тука исто така имаме од нашиот регион, како што се, например, Христина Николовска од Даме Груев, потоа Ивана Цветковска од Елпида Караманди, Константин Солак од Ателието Солак, Нермин Шабановска заправо, таа и најмладата наградена од 4-то деление Елпида Караманди Битола, Анжела Талевска, Александра Дедик и Теодора Трпевска од Бистрица. Тоа се тие наградени од нашиот регион, да речем. Инаку сите овие добиваат дипломи, а и нивните наставници ментори, а годинава доделивме дипломи за успешно учество и на сите училишта и нивните ликовни педагози, наставници, ментори, оделенски наставници, што учествува на овогодишната изложба, над 70. Да. И сега, бидејќи вие по професија сте ликовен педагог и веќе долго време сте во организацијата на оваа изложба, колку е важно за да се откријат ликовните таленти уште од млади да бидат дел од вакви изложби, ако се земе предвид дека ова ликовна изложба која од државен карактер се организира во Битола, можам да се присетам дека и кога јас учев беше најпознатата, но и се уште важи за најпозната и најеминентна изложба што се организира, посебно посветена на учениците во Битола. Да, ова изложба е единствена. Не е од тој ранг како што е битолскиот Монмартр, кој што е, мислам, светска манифестација, но на оваа тематика во поширокиот регион, не само во Македонија, е единствена и толку време што обстојува и мислам дека го дава соодветниот придонес во негувањето на оние карактеристики за нашето национално битие, а посебно е важно заради тоа што тоа се негува кај најмладите, кои што немаат друга можност како порано, да речеме, кога јас бев дете, кога дури и на пазар доаѓа селанките што продаваа јајца, кокошки и така натака во селска носија. Сега, освен преку оваа изложба, освен преку фолклорните настапи на културно-уметничките друштва, кој друго место не знам јас каде се негови, каде можат да бидат и музеите, се разбира, етнолошки, етнографски. Така што оваа изложба ги негува практично сите тие символи на народниот вес, на ракотворбите. И интересно, учениците, неверојатно, туку сигурно, и заради нападствијата
на нивните ментори, на нивните наставници, но секако дека и во соработка со домашните, со нивните татковци, дедовци и така натака, на неверојатен начин, со голем интерес, со голема љубопитност пристапуваат и со големо трпение, навистина многу веродостојно ги прикажуваат сите тие моменти. Тоа е уштерното, можда и уште поголемо значење на оваа изложба и затоа јас посакувам таа да трае уште неколку пати потолку. Секако. Бидејќи ова изложба мора да се напомене и во самата најава јас тоа кажа дека е поврзана со фестивалот Илинденски денови, кој фестивал кој е трага во културата, не се може во Битола на некој начин, затоа што сите битолчани, особено оние од веќе иселени, секогаш се враќаат на тие датуми за да бидат дел од одбележувањето на фестивалот Илинденски денови. Бидејќи вие долго време сте дел битолчани сето тоа, дали може да направите на компарација, од денешен аспект и порано, како се обележуваше овој фестивал и од колкаво значење беше порано за битолчани и сега? Видете, прво да не заборавам да одговорам дека во рамките, се поврзам со претходното прашање, во рамките на фестивалот се одржуваат и придружни манифестации. Порано тоа беа исто така изложби на везови или на инструменти, па се организираше караван и така натака. Јас го знам тоа затоа што уште од почетокот учествувам и во сценографијата и во ликовното уредување, рекламирање на фестивалот и така натака. Од ланската година ние започнавме во рамките на фестивалот да одржуваме и детска ликовна работилница на оваа тема и ланската година на 28 и 29 јули се одржа таа. Бевме предавачи јас и исто така од Заводот за заштита на спомениците, морам да ја спомнам, нема смисла, предавачи на таа изложба, не знам сега кај, на крајот се запишани предавачи, да ги најдам само, магистар Мери Стојановска, и ние зборувавме за разни аспекти на самата изложба, на самата тема и со учениците и со наставниците, а на таа работилница учениците пак од 13 училишта, имаше Демихрисар од Охрид, од нашиве села, основно училишта во селата околу градот, од градот, имаше 50 на деца. Тие 2 дена работеа, ги посетуваа предпланне пробите, се инспирира, а исто така и ние им овозможивме, додека тие работаат, дечиња, машки и женски, облечени во селски носи, да бидат со нив, да ги инспирираат, да ги цртаат и така натака. И во каталогот внесени се тие исто така од таа работилница. Ќе направиме напори тие исто така да бидат и изложени. Инаку, тоа што ме прашавте вие за фестивалот, уште кога се воспоставуваше, се размислуваше дека треба да биде тој уникатен. Тоа што ќе биде карактеристично за нас, македонците. И од тие причини, после разни дискусии, договарања, предлагања, се дојде до идеја да биде сепак тоа
на народни игри и песни, и кога веќе се задржа на таа идеја, остануваше уште да се види во кое време и каде ќе се одржува. Најсоодветно беше затоа што станува збор за игри и песни, а тогаш имаше доста и општински и регионални смотри, фолклорни, имаше избор и се правеше надпревар за да можат од тие смотри најдобрите да дојдат на фестивалот. И јасно мораше да се избегне летото како време кога има доста работа во полето и да се поврзи со некој празник кога се и послободни, а и кога ќе биде позначајно, и од тие причини се одбра и Илинден, 2 август, и самиот наслов произлезе точно од името на тој празник Илинденски денови. Првите се одржаа на терасата на домот на Арама, и затоа што се види дека има огромен интерес, потоа се продолжи во ракометното игралиште, освен во и ден денес таму се одржува, само ако има некои временски непогоди, тогаш како алтернатива се користеше и спортската сала. Интересот е вистина огромен за тие игри и песни, таа државна манифестација под покровителство на Собранието на Македонија. Точно е дека многу друштва цела година се спремаат за учество, а посебно покажуваат интерес нашите од диаспората, и вистина тоа му е прилика и да дојдат уште наш во својот крај, а исто така и да се видат и со своите блиски, а ние, кога велам ние, организаторот, Советот а сега тоа е Центарот за култура, има возможува покрај настапот на Илинденските денови да настапат и уште на неколку места низ нашата земја. Низ регионот. До кога ќе биде отворена изложбата? Изложбата обично трае 2 недели, 15 дена, затоа што просторот се користи за други изложби и други намени. Има време и обично ја посетуваат организирано пред се училиштата од нашиот град, но доаѓаат и од други градови, а порано изложбата патуваше исто така и во други градови, особено тука морам да ги пофалам од Македонски брод, кој што редовно неколку години ја превзема кај нив целата изложба. Интересно. Бидејќи исто така вие се занимавате со ликовна уметност и она што доколку оние кои во моментов не гледат, а не знаат, вие поставивте и првата изложба во Битола карикатури. Тоа е интересен факт, затоа што може да се каже дека во тој период вие, ликовни уметници, таа останата група што беше револуционерно настапи на ликовно-културната сцена во нашата држава и ја креира на некој начин. Беше револуционерно затоа што и тогаш се погоде баш пред избори таа изложба, и до тогаш навистина во Битола и немаше таква изложба. Тоа беше негде 77-8 година и носеше наслов Битолчани низ карикатури. Тоа беше портрет карикатури, а Каваев тогаш напиша во Битолски весник дека таа е прва во Битола, а втора во Македонија после изложбата на Василije Поповиќ Цицо. Имав нацртано
40 личности, познати се разбира, од спортот, од културата, од политиката најповеќе. И некои се налутија затоа што беа така нацртани, како што беа. Некои пак се налутија затоа што не беа нацртани. Мисля дека и тие треба во тие значајни личности да бидат опфатени. Во секој случај имав доста пофалби, но исто така и доста проблеми. Бев повикуван на сослушување 3 пати, зашто овој сум го нацртал така, оној сум го нацртал онака. Но ете се помина, на некои им објаснив, на некои не може да му објаснам, не може тоа да го прифатат, да го сватат. Мисле дека намерно дека му рушам нивната репутација, кампања. Велам, беше тоа пред избори, а беа, иако беше тогаш еднопартиски систем, исто така беа поделени. Едни беа во собрание, други во општински комитет, трети во социјалистички, четврти во синдикат, и меѓу себе имаше доста конкуренција. И јас продолжив и понатака, меѓутоа уште еднаш не отворив таква изложба. Иако отворив, ние формиравме и друштво едно, клуб на битолски карикатуристи. Можам да се пофалам дека колку што има во цела Македонија карикатуристи, толку има само во Битола. И тоа со светски глас. Ево да ги спомнам Блажа Доколе, кој што и ден денес е доста актуелен во Македонија, или да речеме Спиро Џајков, талент невиден, меѓутоа многу скромен, повеќе го знае светот отколку Битола. Миле Милевски. Сега се јавува во последно време, не во последно, и Кети Радевска, и други и така натака. Добро би било и некои млади да се јават. Јас се занимавам уште со карикатура, учествувам на светски манифестации, тогаш кога ќе мислам дека темата ми е податна, чисто заради одржување тоа. Инаку немам сега, например, такви амбиции како што имав кога бев помлад. Исто така имате добиена награда на Светската галерија. Да, имам добиено на Светската специјална награда добив на Светската галерија за карикатурата Шипелка за двајца. Представив таму, или Дарко Марковиќ, како што ја дефинира во јавноста на телевизија, во весниците, тоа беше одраз на нашето секојдневие, на нашата состојба кај нас, а уште е таква. Значи, секој сака да надвладе, да се покаже дека секој е во право, дека неговото мислење е најисправно, и тука се судираат тие спротивности. До кога така ќе бити, не знам. Во секој случај, некојаш може да е и добро, меѓутоа сепак треба единство и во спротивностите. Господине Петровски, јас ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на телевизија Мега. Ви посакувам многу успех, па во следна прилика многу повеќе на оваа тема би разговарале. Благодарам и вас во секој време. Ви стојам на располагање, не само јас. Имаме ние во градов доста добри, познати уметници, членови на Друштвото на ликовни уметници, и на Битола, и на Македонија. Добро би било да размислите, велам, ако евентуално во некои моменти, например, го представите само дел од творештвото на еден уметник, со една музика, сликите, така, да стои тоа од творештвото на тој и тој. Секако. Како едно интермецо.
Ке се потрудам. Благодарам многу. Благодарам и јас. Почитуване ни одиме понатаму со подготвените содржини за Деница.